Дечки, денеска ќе збориме на тема што се случува ако имате некој до вас човек. Се темата беше насловена ако имате некој партнер кој што е у конфузија. Не знам да сте виделе, ова веројатно така не се случува во бракот, ама е да кажеме некој има девојка, има некој дечко кој што не знае што сака да направи со својот живот и не знае дали сака да биде со неја или не. Или момче, имате некој кој што не знае поради тоа што има некоја девојка која што не е сигурна во врска со работите кои што ги сака и што се случува со луѓето кои што се во тим со некој човек кој што не е одлучен. Насловено беше на тема врски, ќе зборам денеска, но ова се однесува на секоја тема. Ако имате до вас човек кој што е во конфузија, ако имате некој човек кој што не е решен за нештото, затоа што гледате имате луѓе кои што се во конфузија. Конфузија што е? Конфузија човекот не знае кај тера, има самиот тој е конфузен и не може да донесе некоја стабилна одлука. И поради тоа што не може да донесе стабилна одлука, има проблем човекот кој што е во тим со него. Без разлика, може ова да биде и на работното место, ако имате некој човек кој што не може да донесе стабилна одлука, во тој момент, она што се случува е, човекот почнува да креира проблем и за човекот кој што знае што сака. Ме разбирате? Сега, ќе ви објаснам нешто интересно. Ќе почнам со прво објаснување дека умот на човекот е така направен да тој функционира само со да или со не. Умот на човекот го блокираме ако му дадете у пресметката може би и не сум баш сигурен. Не знам. Така, некој ќе опрашате некој кидам или денес во Охрид и он ќе ти рече па не знам, чекај да размислам. И се уствари што се случува со тебе, твојот ум е блокиран. У суштина твоето време е блокирано, затоа што животот е на некој начин времене и ако не донесеме одлука во даден момент, она што се случува кога имаме колебање, кога имаме можеби, у суштина не тече времето тече, ама ние не сме причина во тој временски тек. Ако ви се случило некогаш да имате ситуација каде што не сте знаеле што да одлучите, времето тече, ама вие не сте дел од играта, вие не сте дел од временскиот тек. Нели? Затоа што времето си тече, оно има тек, иднината ќе дојде, без разлика дали ние ќе одлучиме или не, но за да бидеме во иднината и за да бидеме во играта, фактички ние мораме да донесеме одлука. И кога не ја донесуваме одлуката, у суштина ние многу страдаме, поради тоа што стануваме ефект на некоја неодлучност. Така? Значи, ако имате вие ситуација каде што имате некој човек, ќе каже идеме во Охрид, другиот му рече идеме во Охрид, нема веќе полемика на таа точка е завршена и наредно нешто што доаѓа патувањето во Охрид, доаѓа идењето во Охрид и така натаму. Но ако имате некој човек кој што постојано не може да донесе одлука, кој што постојано е колеблив, кој што постојано се сомнева во сопствената одлука, тој почнува да ги кочи и луѓето кои што се во асоцијација и во поврзаност со него. Гледате, може вие не сте во конфузија, но ќе станете во конфузија во моментот кога ќе се поврзете со некој човек кој што е во конфузија. Имате некој човек кој што ве држи на чекање, кој што ве држи на можеби, кој што ве држи да не одлучува со да или со не, тој човек предизвикува кај нас ментални работи кои што не се убави. Може да предизвика анксиозност, може да предизвика конфузија кај нас, може да предизвика несигурност. Она што сигурно ќе предизвика чекање на нечија одлука во врска со нешто. Но ако имате човек кој што самиот тој не може да одлучи ништо, самиот тој не може да донесе одлука, самиот тој не знае уствари што сака во неговиот живот, тогаш имаме проблем. Нели, затоа што во суштина имаме нешто кое што постојано се менува. И она што се случува, искрено да ви кажам, вниманието наше ќе се фиксира на тој човек. Ќе ви објаснеме на работа. Вниманието наше се фиксира на човек кој што е непредвидлив. Гледате, не се фиксира нашето внимание на предвидлив човек. Нашето внимание се фиксира на непредвидлив човек. Ова сега ќе ви го објасна малку
и ќе го поврзам со еден лайв кој што го правев за трите типови на љубов, за тие кои што не присуствувавте на тој лайв, ќе го гледате тој лайв кај мене на Facebook страната минатата среда, пред една недела точно, беше и на крај ќе го поврзам со тоа, но гледате, у суштина кога имате човек кој што не е предвидлив, на кој што не можете да се ослоните, неколку работи треба да знаеме во врска со тој човек. Самиот тој човек кој што може би е непредвидлив, може би до себе да има енергетски вампир. Може да има личност која што го толчи, може да го прави... гледате, зашто еден човек не може да донесе одлука? Едноставно, ние можеме да донесеме одлука со да или со не. Не можеме да донесеме одлука кога имаме некој човек кој што не супресира, некој човек кој што е енергетски вампир. Сега тој човек кој што е во конфузија, многу често знае да има околу него човек кој што до толку многу го има и супресирано, го има толку многу намалено, да човекот не може да донесе одлука и се колеба во врска со се и не може да превземе одговорност, затоа што одлуката е еднаква на одговорност. Кога човекот има конфузија и кога не може да превземе одговорност за најобични работи, сакаш да идеме таму, сакам, сакаш да идеме таму, не итјам. И не итјам е одговор, ама нема да те фиксира. Она што ќе те фиксира на тој човек е непредвидливоста што тој човек ќе направи. Знаете, интересно е. Ние никогаш не се фиксираме на предвидливиот човек. Предвидливиот човек, за жал, го зијаме здраво и готово. Ама луѓето се фасцинирани со непредвидливиот човек и идат да му помогнат на тој непредвидлив човек. Кај ќе му помагаш човек на непредвидливиот човек? Тој се треба сам да си помогне. Колку повеќе се обидуваш да му помогнеш на тој човек што е непредвидлив, кој што е конфузен и кој што е неодговорен, ќе те зафати вртлогот. Нема да знаеш што ти се случило. Зошто? Затоа што конфузијата е заразна. Гледате, како што има вирусов дека наоколу сега омикрон или која да е варијанта, гледате, конфузијата исто така е заразна. И кога тој човек со таа конфузија ќе влезе во твојот живот, она што се случува во твојот живот почнува да се менува. Ќе почнеш и ти да се менуваш. И не знаеме некоја што ни се случува во тој момент, но многу често ќе видите луѓето кои што имаат луѓе кои што се непредвидливи, на кои што не може да се ослонат, за кои што не знае каде, кои што никогаш нема да му се јави, кои што едноставно отишол некаде со другари или со другарки, не искомуницирал. Тој човек ќе ве фиксира. Тој човек ќе ве фиксира. Зошто ќе ве фиксира? Затоа што не знаете што ќе се случи. Гледате, конфузијата е заразна. И што се случува во тој момент? Конфузијата доаѓа во нашиот живот. Со самата поврзаност, со самата наша неодлучност, сега ви кажам кој е решението на крај, но со самата наша неодлучност, она што се случува е, ние у суштина почнуваме да влагаме во конфузијата и во вртлогот на тој човек. Ајде да кажеме, сте виделе ли луѓе кои што се предвидливи? Луѓето кои што се предвидливи не ве фиксираат. Имате во фамилијата имате некое дете кое што е непредвидливо. Таткото и мајката цело време се фиксираат на непредвидливото дете. Он ги загрижува. Нели? Не се загрижени од детево кое што ќе си го напише домашното, кое што ќе си отиде на англиски, ќе отиде на спорт, ќе се врати, предвидливо. Луѓе не се фиксираат на него. Кој ги фиксира? Ги фиксира детево кое што не е предвидливо, кое што не знае што ќе се деси, кое што така не ги сработува работите, кое што нема некој тип на одговорност. Така се ова се однесува на децата. Но исто ова се однесува и на брачните партнери, ова се однесува исто така и на дечкото и на девојката. И сега девојкава има дечко кој што не е предвидлив и она цело време е фиксирана за тој дечко. Дечко има девојка која што е непредвидлива, затоа што не знае што ќе направи девојка. Она што се случува, тој човек ќе биде фиксиран на таа врска заради тоа што има непредвидливост. Непредвидливоста заробува, предвидливоста ослободува. Разбирате, кога човекот е предвидлив и кога може да предвидите што човекот ќе направи, он ви го отфиксира вниманието од него. Ви го отфиксира вниманието за да може да работите. Но дали сте виделе кога имате конфузен човек до вас, непредвидлив човек, дека и работата трпи?
дека и многу други работи во вашиот живот трпат. А зошто трпат? Ќе ви кажам зошто трпат. Затоа што немате внимание слободно за да можете да се насочите на целта која што сакате да ја направите. Затоа што знаете со непредвидливост човек е како да имаш огин постојано, некој кој што не знаеш дали ќе се запали огинот или не, и ти си викаш чеке треба се изгаси огинот затоа што не знам што ќе се случи. Треба да излезеш од дома, ама некој по дома цело време ќе ти остави пеглата уклучена. И ти си викаш чекај бе, уклучува и пеглава или не? И ти си на работа на трња. Зашто си на работа на трња? Не предвидлив, не знаеш дали ја заборавил пеглата упалена. Затоа што има пожар. И затоа што има пожар, човекот ќе биде со вниманието на пожарот да го изгаси. И кога имате човек кој што има конфузија, кој што самиот неодлучен, кој што е неодговорен, на некој начин за другите луѓе кои што се околу тој човек, на некој начин има пожарче кој што цело време мораме да го наблюдуваме, да го гледаме, да го контролираме, и тоа ни го зима вниманието, и поради тоа што немаме слободно внимание да одиме напред, у суштина не креираме други работи во животот. Ке видите, ако имате некој, замислите имате девојка која што дечково не е посветен на неја, или имате момче која што девојкава не е посветена на него, односно не му кажало да или не. Ке бидеме или нема да бидеме заедно. Абе они ке бидат заедно, ама дава сигнали девојкава, дечкови и девојкава се заедно, ама девојкава се збори ја кога ќе купам куќа, знаеш ја стан кога ќе си купам, и сега дечко се вика, ова ме планираме на уеднинава или не ме планира? Како она кога ќе си купи стан? Ама ние толку долго време идеме заедно, она кога ќе си купи стан. Или дечко, абе ја кога кидам таму и таму, кога кидам ја на пат, се девојкава си кога ме планирале мене за на пат бе? Сака да иде некаде? Мене не ме ставил планот. Гледа се, тоа се тие mix signals, помешани сигнали. Да, не, топло-ладно, 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 топло-ладно. И што се случува? Не може човеков да развие моќ. Не зборам за конфузниот човек, тој не може никако да развие моќ, затоа што е конфузен. Но и овој кој што е до конфузниот човек не може да развие моќ, поради тоа што гледате, он е сега у тандем, у тим со некој кој што уствари не може да генерира моќ. Гледайте, како се генерира моќ? Моќ се генерира кога имаме посветеност. Кој има најмногу моќ? Има најмногу моќ човекот кој што е најмногу посветен. А што значи посветеност? Нема други опции. Тоа значи посветеност. Ама ако имаш ти некој човек кој што не е посветен и кој што цело време ти набраја други опции, ти почнуваш да биваш у страв. Ете колку интересно. Не е дека си само конфузија. Почнуваш во твојот стомак да чувствуваш страв. Ве потсеќа ли тоа над предавањето од среда? И гледате што се случува сега. Имате човеков кој што он, како рековме во тоа предавањето од среда, дека ќе отидеш ти да спасуваш некого, може ќе го спасиш од него, ама нема да го спасиш од себе, ама и себе нема да се спасиш од него, да ви кажам искрено. Зашто? Затоа што човекот има да работи на себе. Човекот мора да на маса да ја донесе својата посветеност, иначе нема да развиете моќ. Знаете, за да се развие моќ мора да имате две нешта кои што се стабилни, и помеѓу нив има енергија која што се продуцира. Ама имате еден стабилен човек, ама другиот не е стабилен, другиот се мрда цело време. И овој сака да развие енергија со него, ама другиот, гледате, не е стабилен за да може да се генерира енергија и за да се направи нешто кое што е како што треба. Гледате, ќе ви кажеме на работа. Во играта мораме да имаме правила. Правилата во играта не се менуваат. Зошто не се менуваат правилата во играта? За да има моќ во играта. Гледате, ако во една игра вие ги смените правилата, никогаш нема играчите да бидат задоволни, нема играчите да бидат срекни и нема играчот да развие моќ, затоа што му го менувате правилото постојано. Посветеноста значи цврстина. Посветеноста значи стабилност. Посветеноста значи предвидливост. И кога ќе имаме таа посветеност, предвидливост, стабилност, човекот не мора да го има вниманието на врската. Но ако имате некој човек кој што цело време е променлив, човеков постојано мисли на врската и мисли само на неа, не мисли на ништо друго.
Дали сте виделе такви луѓе каде што човеков е уврска у која што другиот партнер не е стабилен? Да, не, може би не, ќе се чујат, нема да се чујат, го има, го нема, ќе идеме на одмор, нема да идеме одмор, ама ја ќе идам со другари, ама ја ќе идам со другарки на одмор, овој ништо не може да предвиди. Ќе идеме на одмор, нема да идеме на одмор, ама ќе ти кажам, чекај, не ме планирај ти мене. Како би да не те планирам? Ови идат, ама не ме планирај, ја може ќе идам со другари. Еј, и шо при девојка? Се она е на стендбај, она чека, она има анксиозност, почна да се јавува страф, почна да се јавува непредвидливост, дали ќе бидеме заедно, дали не бидеме... ја кога кидам со другариве на скење, ја кога кидам со другариве таму и таму, се девојче не е у играта ставена. Ама, у некој момент и се јавува. Сакаш да излеземе? Да. Збунета е она. Зашто е збунета? Затоа што од другата страна имаш човек кој што не е спремен да се посвети. Може истото да биде со девојката. Имаш девојка која што не е спремна да се посвети. Не е спремна да се вложи во нештото. И цело време е топло, ладно, да, не, можеби, И тоа можеби не блокира, затоа што нашиот ум функционира со сакам, не икам. И ако имаш можеби, тогаш си заробен во играта. Секи ви прочитам една многу убава дефиниција. Гледайте, Хабард збори дека животот е игра и така натаму, но ќе ви објаснам, кажува за една дефиниција на игра која што не сакате да бидете во таа игра. Вика, он го кажува еден многу убав термин, има свика состојба на игри. Или што би рекле кај наши, игри ми прави, состојби на игри. Вика, што е состојба на игри? Значи да се разбереме, состојба на игри не значи да имаме игра, животот е игра, ама убава игра е кога има постојани правила, кога знаеме дали е да или е не, и кога имаме цели, кога имаме стабилни препреки. Но, што се случува кога имаме глупи игри? Гледайте го сега. Состојба на игри. Тоа е состојба која се состои од фиксирано внимание, затоа што на овој човеков фиксирано му е вниманието на девојката фиксирано е вниманието на дечкото. Вика, состојба која се состои од фиксирано внимание, неспособност да се избега, он не може да се излезе од игра, ќе му кажеш, дај напушти, не може. Зашто? Нешто го влече таму. Вика, неспособност да се избега, придружено со неспособност да се нападне. Заглавено у средина. Не може да нападне, не може да избега. Не викам да ја нападне неа, да не помислите дека се мисли тепање, не. Не може да го нападне проблемот. Не може да избега од проблемот. Заробен е у проблемот. Не се мисли да напаѓа некого физички, некого да тепа, него не може да го нападне проблемот, не може да ја нападне состојбата. Ке му речеш, излезе од состојбата, бла, му збориш. Не, он е фиксиран уште. Значи, нит може да ја нападне состојбата, нит може да се повлече да избега од состојбата. Вели, состојба која се состои од фиксирано внимание, неспособност да се избега, придружено со неспособност да се нападне, до степен на исклучување на други игри. Тој нема друга игра. Фиксиран е само за таа игра. Сите други игри му поминуваат покрај него. Сите други игри поминуваат покрај него. А он е фиксиран во таа состојба, фиксиран е во тој човек. И вика, состојба на игри збори, Хабард, вика, кога се употребува во оваа смисла, терминот е пограден. Состојба на игри како термин е пограден израз. Самиот израз се вика состојба на игри. Но зборот игри, кога он збори за игри, животот е игри, објаснува дека играта е убав збор. Високо на скалата на емоции имаме игри, но таму се предвидливи игрите. Овдека е непредвидлива игра. Овдека е игра каде што ти ке се смениш за да го удоволиш тоа нешто. Не можеш да ја нападнеш состојбата, не можеш да речеш, слушај, ке си одам. Најболje да си рече човеков, слушај, ке си одам, ке ви објаснам што треба човекот да направи. После тоа и зашто треба да го направи тоа, ке ви објаснам за кратко. Истраите уште малку само со мене. Сакам само да ви објаснам, затоа што гледате, станува збор за анксиозност која што се раѓа во тој момент. Гледайте, од еден друг текст зборува Хабард, вика, поентата е, одлуката е здраворазумност, а неодлуката е аберација. Зборот аберација, во жаргонот кој што го користи Хабард, значи неразумна мисла или однесување. Неразумност. Зборот аберација значи скршнување од разумна мисла или однесување. Вика,
Но поентата што се обидам да ја направам овој ден предавање што го читав, вика одлуката е здраворазумност, неодлуката е аберација или нездраворазумност. Неодлуката е таа која што не го уништува животот затоа што не прави ефект. И кажува овој текстов дека вика има цела техника, само донеси го човекот да сите точки на неодлучност во неговиот живот да донесе одлука и ќе се крене многу високо по скалата на емоции. Видете, ќе се крене високо по скалата на емоции. Зошто? Затоа што неодлучноста го држи фиксиран во еден момент. Така да она што на нас ни е потребно да разбереме е дека кога имате човек до вас кој што има конфузија, прво што може да се деси конфузијата да дојде во твојот двор и почнува многу работи да стануваат несигурни. Почнуваш ти да стануваш несигурен. Верувате ми, почнуваш да стануваш несигурен околу несигурен човек, а фактички станува збор за неодлучност. Сакам само што нешто да ви прочитам. Да. Тој човек кој што ке е неодлучен и на коледливост не може да биде премногу високо по скалата на емоции. Да се разбереме. Не може. Можно е дека некој го држи ниско, може да има он свој енергетски вампир, но што се случува е, гледате, поентата ми е дека кога ќе почнете да одите да го придобиете неговото внимание, да му удоволите. Гледате, ти почнуваш да се менуваш врз основа на што? Гледате колку глупаво е. Ние сме стабилни, другиот човек е нестабилен. Сега ти за да го задоволиш до другиот човек затоа што заради нешто го сакаш, заради тоа што заради нешто, не знам, нешто ти ровари по стомакот, љубов мислиш дека или што и да е, и сега ти си фиксиран за тој човек, поради што и да е фасцинацијата од тој човек, знаете што се случува? Ти почнуваш да се удоволуваш, да се моделираш според неодлучноста и колебливоста на тој друг човек. Има ли нешто по-неразумно од тоа? Ама што прават луѓето? Луѓето се моделираат, овој е стабилниот, овој е нестабилниот. Овој почнува да се моделира според тој човек. Зошто? Страх му е да му не му отиде, страх му е да не избега. Ама што прават тие луѓе? Тие луѓе, уствари, гледате, тие луѓе не знаат они што прават, не знаат они што сакаат, но поентата е дека предизвикуваат страв кај другиот човек. Страв од загуба. Страв да не сгреши. Страв каде е. Страв која ќе ти се јави. Страв дали ќе ти се јави. Па почнуваш да размишljаш, ама ми се јави, ми пиша порака за добра ноќ, ама наредниот ден не ти пишала порака за добра ноќ. И се свикаш, ама што тоа значи? Да не била со некого, ама тебе ти е глупо да ја прашаш да не било она со некого затоа што ќе ти плесне дека ти многу сакаш да знаеш и да се мешаш во нејзиниот живот. Или дечко ќе ти рече, слушај, не ме замарај, сега рековме дека лабаво ќе биде. И сега ти затоа што си се сложила на некоја лабава врска, он ти вика, ма ти нели лабаво требаше. И сега не може девојкава да си направи муабет, не може да праша кој каде е. И што се случува? Човеков кој што е во таква врска, до толку има анксиозно, толку има страв, тој ќе почне лексилиум и ти ја запами да се има луѓе, бре! Аман! Аман! Овој кој што е несигурниот, тој апче нема да земе. Мени треба да зима. Ми разбираш, сакам да кажам, само треба да ја освестиме состојбата. Треба да ја освестиме состојбата, иначе ќе видите тие луѓе завршуваат на разнолики апчиња. Зашто да завршуваат на апчиња? Кои можат само да одлучат. Разбирате? За кого човеков почнува да зима апчиња? За кого човеков почнува да има анксиозност? За кого човеков почнува да има депресија? За кого? За некој кој што не знае што сака? За некој кој што цело време те држи тука околу него? Те држи на јаженце? Не може да донесе одлука што тој сака, што тој не ќе? И за такви луѓе се донесуваат луѓето во каква и да е негативна ментална состојба. Вау. Колку можеме да паднеме ниско? Колку можеме да паднеме ниско? Луѓе, катастрофа. Вау.
Океј, многу работи имам овдека напишано, се кидам на табла, сакам да ви цртам нешто. Да, ќе ви кажам една работа. Друга работа што сакам да ви кажам. Се додека чекаш некого, не му помагаш тој да се смени. Зошто? Затоа што кога си во ваква ситуација, почнуваш да си полн со емоции. Ме разбирате? Почнуваш да си полн со емоции, почнуваш да си полн емоционално. А разумот се губи. Во оваа ситуација ќе видите дека луѓето имаат многу малку разум. Што имаат? Имаат огромно ниво на емоции. Огромно ниво на емоции, затоа што фиксацијата за човеков кој што е во конфузија, што предизвикува? Предизвикува конфузност кај нас, а таа конфузност предизвикува конфузни емоции. И тие конфузни емоции едноставно го тргаат разумот од целата ситуација. Го тргаат разумот од целата ситуација. Нема разум таму веќе. Човеков кој што е поврзан во таква, разумот ќе го снема. Ќе има многу емоции, ќе има многу патење, ќе има многу страдање, ќе има многу непреспиени ноќи. Но разумот ќе го нема. Зошто? Затоа што, гледате, разумот нема да сгреши. Разумот ќе донесе разумна одлука. Ви текнува кога зборевме пред една недела. Емоцијата може да сгреши. Емоцијата може да биде неразумна. А разумот нема да направи утка. Нема да направи утка разумот, окей? И една друга работа, пак ќе ви кажам, кога имате некој човек кој што е на пониско емоционално ниво, другиот ќе падне на тоа ниво, за да има паритет на играта, за да бидат на исто ниво. Разбирате, и ќе почне таа игра тука и он е како муву пајажина фатен. Ова што се случува е, пајажината е пуштена, мувата почнува многу да прета и почнува да се лови во самата пајажина. Тоа е поради тоа што човекот кој што е непредвидлив на овој начин, кој што го објаснувам, ствара анксиозност кај други луѓе, не значи дека е лош самиот човек, да се разбереме. Не значи дека тој мора да е енергетски вампир. Не, само е конфузен. Само мора да работи тој човек на себе. Ме разбирате, тој е човекот кој што мора да работи на себе. Не вие. Ами вие треба да работите на себе затоа што не го препознавате сето тоа. Јавете ми се, ќе имаме консултации. Исконтактирајте ме, затоа што сите разговори кои што ги имам со моите клиенти, гледайте, имаат за цел да го вклучат разумот. Консултациите со мене се во насока на разумот за јакнување, за да разумот ја доминира емоцијата и за да направите добар избор, за да се ослободите од пајажината, за да се ослободите од фиксацијата. Тоа е тоа што го сакам за вас. Гледайте, мора човекот да почне да верува во себе. Видите, тој човек поише верува во таа личност отколку во себе. Што е чудно. Како можеме да си дозволиме повеќе да веруваме на таа личност? Како можеме нашата стабилност да ја компрометираме? Човекот до толку ќе се загуби. Абе нема да може да го препознат ни другари, ни фамилија, никој. Не е тука тој човек. Не е присутен во моментот. Нигде не е. Раштркан е. Зашто? Затоа што конфузија е тоа раштрканост на вниманието. Ако ти си фиксиран така на нешто и само тоа е играта која што човеков има, не си тука за другите моменти, не си тука за тоа што треба да си тука, не си тука за луѓето за кои што треба да си тука. Само чекаш да бидеш тука за некого кој што е конфузен. Сите други луѓе кои што те ослободуваат и ти дават убави емоции, ти не си тука за нив, немаш време за нив. Ама чекаш да бидеш тука за него. За тој што те фиксира. За тој што не може да донесе одлука во врска со тебе. За тој што те става на чекање. И ти сакаш да чекаш заедно со него. Ќе ви објаснам како се тоа оди. Гледайте. Да нацртам нешто. Ќе ви објаснам ситуацијава. Гледайте, имате некој човек
кој што сака да биде нешто, кој што има цел, кој што има иднина. И имате друг човек кој што не знае што сака, кој што има блага конфузија. Гледате, кој што има и самиот тој не знае каде. И сега овој човек, затоа што е непостојан, овој човек обично, гледате, овој човек обично ќе сака да го одоброволи тој човек. И сега овој ќе му рече, слушај, ама не те сакам оваква форма која што си. Овој вика, добро, како злато да се сменам? Смени се оваа форма. Добро, ќе се сменам оваа форма. Овој почнал да се изобличува. Луѓе, се сменил у некоја форма која што не е он. Океј. Сега, ама он се сака уште да го одоброволи. Како? Сега овој му оди по газот на овој и го одоброволува, затоа што овој има конфузија тука и таа конфузија никогаш нема се реши ако он сам не се реши, ама овој се обидува да му реши конфузијата, на тој начин се менува и станува некој друг тип на човек кој што не е он. Ама тоа не е доволно. Се овој ќе бара да е уште нешто друго и овој ќе стане уште нешто друго кој што не е он. Само за да удоволи повторно овој човек, ама пак тоа не е доволно и на крај ќе стане некоја верзија од себе која што е катастрофална. Не може да се позна и он, тука не може да го позна и фамилијата, тука не може да го познаат другарите. И што се обидува? Се обидува да добие одобрение од конфузијата на овој човек. Не од овој човек, од конфузијата на овој човек се обидува да добие одобрение. Замислете, од реактивниот ум на овој човек, овој се обидува да добие одобрение. Наместо човекот да си тргне и да се рече, слушај, ти имаш конфузија. Среди си е конфузијата. Затоа што јас идам напред. Сега што ќе се случи со тој човек? Затоа жели тој е разумната одлука. Овој човек има разум. Конфузијата е неразум, а овој човек има разум. Он, неговиот разум, фактички, ти кој ќе почнеш да му удоволуваш на конфузијата на овој човек, разумот не му помагаш на неговиот разум, ти не го потикнуваш тој разум, а потикнуваш конфузијата. Кога ќе тргнеш сам да си го стваруваш твоите цели, да речеш, слушај, ти си сега на стендбај додека не се опоравиш, додека не работиш на себе, додека не сватиш што сакаш, ја одам напред. Може да те чекам малку кратко време, ама нема те чекам, затоа што ќе си идам, ќе си продолжам напред и ќе си го бркам својот живот. И што се случува со овој човек? Да видите како конфузија ќе се намали, ќе му се вклучи свесниот ум и ќе рече, вау, сакам да дојдам наваму. Но, гледайте, не го пуштајте одма да дојде. Зашто што ќе се случи? Вие кога ќе трнете, кога ќе донесете одлука, овој човек ќе трне под вас. У најголем број на случаеви ви кажувам дека ќе трне прост, а и да не трне по вас, оке, не сте изгубиле кој знае што. Сте изгубиле конфузија. Но кога овој човек ќе трне, овој човек ќе сака да се приклучи, ама ќе се земе конфузијата со него. Ти ќе му речеш стоп. Чекај малку. Ќе му речеш чекај, малку карантин биди. У карантин биди едно 7 дена, 12 дена, 10 дена. Работи на себе, затоа што ти кога ќе дојдеш со конфузијата, пак ќе се случи истото. Лето овој ако не се среди конфузијата, ти ќе трнеш право, овој ќе ти се приклучи. Зашто? Абе уште си сака игра тој човек. Ето тој човек не може да одлучи и ќе сака да ти го привлече вниманието за да почне повторно играта од почеток. И ти пак ќе мислиш дека овој се реформирал, се враќаш у таа игра, пак и тебе ќе те фати конфузија. Се и двајцата сте у конфузија. И повторно се случува ова. Овдека е конфузија твоја. Гледате, овдека е катастрофа. Гледате што ќе се случи, ќе ви кажам една работа. Кога ќе дојдете у оваа фаза, овој ќе ве откачи. Зошто? Затоа што овој го сака овој, не го сака овој. Ова е некој лик кој што и он, и човекот, и девојкава, да кажем овој пример, девојкава не го сака више дечко. Зашто? Затоа што она се залюбила во овој лик. Не се залюбила во овој лик. Она ќе го шутне овој лик. Или дечко ќе шутне девојкава. Зашто? Затоа што го нема своето ја. Зашто нема интегритет. Зашто не си верува на себе. Како може он да го сака него? Дали ме разбирате, дечки? Знаете што? Вака ќе ја земе, ќе се згужваме. Ќе се згужваш у хартијава.
Гледате кога ќе дојшо тој дел таму што го зборам за конфузија. Гледате. Ова се случило, дечки. И ја и после тоа направете се повторно исправна јака хартија. Ке треба да ве пегламе некој со пегла за хартијева да се исправи, ке треба многу консултации, треба многу работа на себе, па ке се оправите. Ама момент, згужвана хартија, изместени битија од својата централна точка. Тоа е тоа што си има случајно. За жал, ова може да се оправи. Ама зашто да дојдете во состојба да бидете згужвана хартија? Зашто да дојдете во состојба да бидете конфузни? Затоа што гледате тука, во оваа фаза, ова е фаза на страв, ова е фаза на анксиозност, ова е фаза на одоброволување. Гледа, ова е се, само не сте вие. Вие сте тука. И ја почнете да одите во линија на помал отпор, да се прилагодуваш на конфузијата на другиот човек. Нема ништо друго да ви се случи во животот, се да станете конфузни. Бетер, конфузни од овој ќе бидете. Но, потешко е кога ќе се изгубите себе си. Гледате, полесно е да го изгубите овој лик, потешко е да се изгубите себе си. Затоа што патот наназад не е лесен. Патот наназад е тежок. И како се креваш нагоре, окей, почнува разумот да се вклучува. Гледате, овде имате разум. Ама тука имате некои неубави емоции. Ја не викам дека е лесно да се избориме со тие емоции. Но ќе ве упатам на минатото предавање за 3 типови на љубов од минатата среда. Многу убаво се надополнува со ова предавање кое што сега го зборам. Ете, разумот бара храброст. Сега ќе ви кажам една работа. Храброста поддржува разум. Храброста ќе го активира разумот, веруете ми. Стравот никогаш нема да активира разум. Стравот само поттикнува вакви неубави емоции. Она што активира разум е храброста. Храброста е таа која што ќе го активира разумот. Ама во сето оваа фаза е фаза која почнувате да се играте со конфузија. Знаете како викаат, матната вода вика не ја матиш за да ја направиш бистра. Матната вода ја оставаш да се одмати. И оставете го ова, нека се одмати, трнете си напред по животот. Не чекајте, донесете одлука, трнете. И можеби некои работи ќе се сменат и во универзумот на тој човек. Зашто неговиот универзум, споен со вашиот универзум, негативно влие на вашиот универзум. Затоа што вие сте стабилни, вие знаете. Овие луѓе, гледате тука која се, не гледаат иднина. Зошто? Затоа што сваќаат дека со овој човек уствари нема некоја иднина. И затоа се несрекни. Гледате, затоа се на... Гледате колку е ниско на скалата на емоции. Безнадежност. Стануваат безнадежни. Зошто? Затоа што не може да видат иднина. Ете, ама со овие луѓе тука, секогаш ќе имате стабилност, секогаш ќе имате креација, секогаш ќе имате иднина. Ама како и да е, ако не можете да видите иднина со некој човек, доаѓате да бидете во безнадежност, гледате, жртва сте на него. Се само понижувате за тоа што го правите ова. Сте недостоен. Ама тоа сами си го правите. Одоброволување, тага имате, надоместување на што, не знам. Сакаш да го задоволиш со поклони, со што и да му усимнуваш звезди. Недостоен ќе бидеш сам на себе, само понижување ќе има, жртва, безнадежност, а пат е бескорисен. Оп, срам, кајње, на крај ќе се каеш, ќе се само обвинуваш. Бум, цело се неуспех. Не идете натаму, ве молам. Немојте натаму да идете. Не се интересни тие тонови, не се интересни тие емоции.
На луѓе им треба помош. Да. Но некогаш колку повеќе се обидуваме на некого да помогнеме, ако самиот човек е во конфузија, преголема, некогаш дистанцирајте се, за да може да гледа и он. Затоа што верувајте му, него што му ја зајакнува конфузијата е вашето одење по неговиот кејф, вашето одење по неговата неодлучност, вашето одење по неговата несигурност. Тоа не се валидизира. Тоа не се потврдува. На тоа не му се оди по газот, не му се оди по кејфот на тоа. И затоа не им помагаме на тие луѓе. Зашто? Затоа што немаме храброст да бидеме сами. Немаме храброст да бидеме без тој човек. Ако го сакаме тој човек, треба да тргнеме напред и да речеме, слушај, опорави се, те чекам кратко време. После тоа не чекам. А и кратко време не знам дали ти дадам уопште да те чекам. Зашто те чекав со години. И тргни напред. И да видиш како тоа ќе предизвика кај другиот човек ниво да мора нешто да направи. Ќе му се отворат очите. Зошто? Затоа што у суштина знае и он дека не игра како што треба. Знае и он дека не игра честно. Но самото тоа што му одиме да му удоволиме, уште повеќе му го зајакнуваме неговиот порив дека он е управо. Дека он е тој кој што знае. Не му помагаме да се освети дека нема појма што се случува во неговиот живот. Храброста и среќата вибрираат на иста фреквенција. Храброста поддржува разум. Храброста ни треба за да го вклучиме разумот. Кукавичлукот, стравот, одоброволувањето, луѓе, тоа нема да вклучи разум. Бидете храбри, ќе се вклучи разумот. Бидете истрајни. Ќе имате криза, да. Не потпаѓај по тие емоции. Јавете ми се, закажете консултации. Разумот е вашето оружје. Емоциите, да, има убави емоции, не зборам за тие убави емоции, супер, кога се подкрепени заедно со разум, но имате неубави емоции. И вашиот страв. Океј, ми се изгубили нијата. Ми рече дека немам добар интернет, но имам супер интернет. Така да, дечки, бидете храбри да бидете вие, бидете храбри да знаете, верувајте си сами на себе. Верувајте си сами на себе. Затоа што тоа е тоа кој што ќе ве направи стрикни. Не верувајте, односно верувајте им на луѓето, но немојте да се препуштате на одлуките на човек кој што не може да донесе одлука. Не се препуштајте на неодлуките на конфузијата. Не се препуштајте на неодлуките на можебито. Бидете храбри да носите одлуки и бидете храбри да бидете вие. И кога сте вие, другите ќе се приклучат кон вас. Има и тубава вечер, не знам дали више оди лајов или не, пори тоа што имаше прекид на видеото. Ве сакам, се гледаме повторно во петок. Чао!